На крајот од декември годинава истекува рокот за легализирање на неевидентираните трактори, тракторски приколки и друга земјоделска механизација. Ако во тој рок земјоделците не ја завршат постапката за внесување во евиденција на машините што претходно ги внеле од странство или ги стекнале на друг начин, нема да можат да ги користат, односно ќе се соочат со високи казни. Одлуката за легализација на земјоделската механизација беше донесена пред 2,5 години и првично рокот за незино завршување беше до октомври минатата година. Сепак, по барање на земјоделците, тој беше продолжен до 31 декември годинава. За да се евидентираат земјоделските машини, неопходно е да се спроведе претходно предвидената постапка. По добивањето на барањето од страна на поднесено од страна на лицето, самиот местно надлежен суд издава предлог решение за легализација кој што го испраќа до Министерството за земјоделие, кој што пак е должно во рок од 3 дена да го испрати до своите подрачни единици кои што ја покриваат територијата каде што живее лицето кое што го поднело барањето. Од кога ќе го добијат предлог решението, самите подрачни единици истото го поставуваат на огласна табла на подрачната единица и доколку во период од 30 дена второ или трето лице не го оспори ова предлог решение, тогаш подрачната единица го известува судот дека никој не го спорел ова предлог решение и самиот суд го издава конечното решение за легализација. Во однос на регистрирањето на земјоделската механизација пак рокот е до 30 јуни идната година. Согласно процедурата, сопствениците на трактор или тракторска приколка треба да поднесат барање за регистрација до овластените технички служби каде ќе се изврши и хомологација. Според законот, за нерегистрирана земјоделска механизација предвидени се глоби од 500 евра за физички и од 1500 до 2000 евра за правните лица.